I will just read a little paragraph to show you how our language sounds like. And the first paragraph of one of the short stories. Staqsewa jekk għandix raba jew ħbieb li tista' ċempel. U mibluwa kif kienet bl-aħbar u Bricky l-pappagall sejjer wat fil-gaġġa tiegħu fil-kċina, qaltilhom li iva għandha. Serħitilhom rashom li ma kienitx se tkun weħida u li xi ħadd kienet se ssib ma min tmur l-isptar biex tara x'jeħtieġ isir. Boqla qisha bebbuxu fi Grizmeja irringrazzjathom li ġew bl-aħbar flok ċemplula u għalqet il-bib warajhom. Bla saħħa kif kienet poġġiet bil-qiegħda tħares lejn il-litrat tagħhom it-tnejn f'jum it-tieġ. U blibsa blu qed jola biex jaqbad bużżieqa roża u hi blibsa bajda bil-qiegħda titbissem lejh. Нокта те разубеди од малтешкиот писател Пиер Дж. Мейлак представува збирка раскази во кои што се застапени 13 мощни хомогени раскази. Авторот всушност ја истражува убавината и тагата на постоењето, непредвидливоста на меѓучовековите односи, љубовта како еден вид на парадоксално чувство на доживување не само на светот, туку и на другиот. Станува збор за збирка раскази доста хомогена. Поетиката која што владе и ги обединува сите овие раскази е единствена и практично авторот се надоврзува на 19-вековниот класичен расказ, да речеме од типот на Чехов или Мопасан, надоврзан со модерните искуства. Практично во оваа збирка раскази Пиер Мейлак се навраќа на основните две ситуации кога станува збор за пишувањето раскази. Добра приказна, динамична и мощне, прецизно, психолошки, нијансирани и одредени ликови. Значи станува збор за збирка раскази во кои што нема многу истражувања од аспект на формални технички истражувања на раскажување, позицијата на раскажувачот, нараторот, описите, туку акцентот е ставен на развојот на дејствието, развојот на заплетот и со тоа развојот и различните психолошки валери на ликовите. Иако станува збор за збирка раскази на автор од Малта, практично тоа е само една рамка. Оваа книга во најшироката и во најблагородната смисла на зборот може да се нарече европска книга. Bravo everyone, I'm very delighted to be at the Skopje Book Fair. It's my second time in Macedonia. First time was 8-9 years ago, and I'm delighted to meet the friends I made back then and also to see some new statues you have in downtown. I'm here for a reason. My book is out in Macedonian. It's a collection of 13 short stories dealing with the power of memories, and I'm very happy that it's finally available in your language. Нас не инспирираат нивните дела, но се разбира ова нема да биде еден вид промоција, туку повеќе сакаме да ги чуеме нивните мислења за овие важни теми, а кои што се сега горливи во Европа. Ова мигрантско прашање кое што е на нашите граници и кое што ескалира во цела Европа, па се соочуваат со неа и Малта, и Унгарија и сите ние, а и генерално од аспект на целото ова случување кое што е денес. Така што во шега, прашувајќи го Пиер како е денес во Брисел, еден од нас направи шега дека е бомбастично. Значи, на вистина во Брисел е бомбастично. Така што цело време
овие параметри на тоа што е сигурен, несигурен европски простор, што е периферија, што е центар, нели, веќе се во целосна турбуленција. Денеска многу повеќе ми се чини е точно тоа што го забележува и Славој Жижек, дека за нас другиот станал токсичен субјект. Колку реторички да ги одобруваме, поддржуваме и не знам, сочувствуваме со другите, конкретно со мигрантите или со писателите мигранти, толку всушност ги третираме како токсични. Тоа го кажува Жижек. Кога вели токсичен, значи дека посакуваме да го оставиме во еден простор што е неутрален, безопасен, што никој па нас нема и не би можел да не загрози со својата вредност, со својата инаквост, со својата рана која тече. Мислам дека фактички тоа е неподносливо, постојано да се биде сведок на таа жива рана која не може да се излечи. I was a kid and my mother and my father would argue like all parents do. One of them, usually my mom, would exile herself in the upper floor because we have a house with 2 floors. So exile, a self-imposed exile, is in a way a sign of freedom. The problem is when you cannot exile yourself when you need to, and you have to stay with the enemy in the same room or around the same table. That is the problem. So a lot of migratory flows are also seeking a self-imposed exile. So to attach it with the notion of the South and North, they're all very much relative. It depends where you are looking at things. In my language, we have the expression all the way to Timbuktu. My father always used to say it when I was young, like to refer to somewhere so far away. He would say all the way to Timbuktu. But a few years ago, I went to Mali in Africa, and I was very close to Timbuktu. And I remembered my father saying, oh, all the way to Timbuktu. And I was 20 minutes away from Timbuktu. So it depends where you are vis-a-vis Timbuktu, to use that expression. So if today the South is like the gate, well, it was until a few years ago, the gate of a migratory flow, in 100 years, maybe we of the South will be going north because of global warming, and we cannot take it anymore, and we have to migrate. And we go to Scandinavia, for example, or to another part of the world. I hope that those who will read the book will enjoy it, and I hope I'll be back in Skopje with maybe another book one day. So thank you very much for everyone.